Да, продолжуваме со емисијата. Како што најавивме, Павле Беловски, председател на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Беловски, добро дојдовте во студио 10. Ти благодарам, сегаш е привилегија да зборуваме за нашите работи. Вие направивте едно интересно истражување за социјекономската состојба на новинарите во повеќе сектори. Тоа истражување изнедри интересни резултати, повеќе поенти. Она што се извади како наслов, да речеме, најчесто од истражувањето, тоа е за платите на новинарските работници, но ми се чини дека истражувањето има доста повеќе сегменти кои покажуваат интересни индикатори. Да, точно така сеат. Во таа насока истражувањето не беше интересно, беше макотрпно, но не интерферира на она што ние го знаеме со децении, она што стасува до нас како организации, пред се синдикатот и она со што ние се соочуваме секојдневно на нашите работни места. Ние не дојдовме до некои нови сознанија, меѓутоа сега можеме емпириски да ги подкрепиме. За прв пат нема да зборуваме емотивно, ќе зборуваме со факти. И затоа, кога аплициравме за грантот во Европската унија, кога препозна дека не имаме капацитет да го сработиме, односно под наслов работнички права за независно новинарство, и бевме поддржани од Европската унија, нормално со главниот партнер Ресис, кој неуморно работеа на истражувањето со месеци, не е нешто што е сработено во краток период. И дел од она што ќе разговараме сега и ќе презентираме е само мал дел од тоа што ние се уште ги сублимираме податоците. Имавме обврска да одржиме пресконференцијата, меѓутоа податоците доправа следат. Сега се само првичните, базичните, како да кажем, главните сознанија. Меѓутоа ние потоа ќе ги компарираме кроз табулации, ќе доаѓаме до нови заклучоци кои понатаму нели ни се основа за она што се наши барања, она што се предлози и каде треба ние жешки точки да менуваме и да интервенираме, особено во легислативата. Но јас, бидејќи времето секогаш нам ни е кратко за волку обемна тема и волку многу напластени проблеми, ние зборуваме за работни позиции. Зошто го одбравме овој пат? Затоа што ние имавме првични сознанија дека не има помалку од тоа што работи и е во медиумската индустрија како кадар. Така што имаме 3146 работни позиции попишавме, но ние сме и одреден процент помалку, затоа што нели ни треба признание за секој анкетиран дека работи по повеќе позиции, доаѓаме и до тие сознанија, но и понатаму ќе бидат објавени. За да објасниме на гледачите кога зборуваме за работни места, работни позиции, дека е различно во поглед на дека еден вработен може да работи повеќе работни позиции. Не само што може и работи во нашата професија и тоа е недозволиво. Одамна ни се наметна како мултитаскинг, многу влијаеше и периодот на короната, кога без интерни, здрави, сериозно изработени систематизации во нашите колективи, ние се прелевавме од едно на друго работно место и таа пракса заживеа, што не е добро, затоа што тие странцизми мултитаскинг всушност значи да работиш повеќе од предвиденото за она што ти си склучил како договор, а за истото да не бидеш платен. И мислам дека тоа ни се случува нам најмногу во нашата професија и од тука треба да почнеме да ги лоцираме проблемите. Затоа го кажав како прв податок. Сепак, да биде појасно за гледачите, ние се делиме нели на традиционални електронски медиуми, таму се локалните, регионалните телевизии, националните, МРТВ сервисот, онлайн медиумите како посебна категорија на медиуми и пишаните медиуми. Најголем број од новинарите, или 1072 новинари, работат се уште во традиционалните медиуми, тоа се регионалните, односно концесионерите под едно име, тоа се кабелските телевизии, регионалните, локалните, сите оние кои сме некако регулирани во Законот за аудио и аудиовизуелни услуги. 690, таму до некаде работите се регулирани. Да, платите ни се под просечната плата, меѓутоа малку понатака. За да дојдеме до платите мораме прво да видиме кои сме, каде сме и зошто сме. Онлайн просторот е од прилика 698 новинари. Сепак има една категорија што нормално јас и ти имаме обврска да не ја заборавиме, а тоа се медиумските работници, тоа се оние луѓе кои денеска се зад камерите, не дискутираат вака, гледачите, аудиториумот не ги гледа, меѓутоа тие на нив отпаѓа прилика 45
98% од вкупниот број на вработени во медиумската индустрија. Значи половина, буквално половина. Без малку половина, но зошто ги издвојувам како категорија, бидејќи кај нив дури 70% од примањата се под просекот во Република Македонија. Кога истражувањето го правивме беше 37.240, сега просечната плата со интервенциите во минималната е 39.800 денари, значи зборуваме за тој праг, а 70% се под тој праг. Ние, новинарите, сме со околу 50% под просечната плата примање. Значи ние зборуваме за професија за која кога зборуваме велиме дека не е просечна, а имаме просечни примања. А зборуваме дека подпросечна, сме општествено одговорни, сме четвртата власт, сме седмата сила, задолжени за се надлежни за ништо, нели тие максими постојано ги негласуваме. Ние ги решаваме проблемите на граѓаните, но не можеме да ги решиме своите. Отприлика тоа е сумирано. Сега да не заборавиме. Најголемиот проблем ние во онлайн секторот и кај локалните и регионалните ТВ станици. Од 40, само не сакам да ги погрешам бројките, бидејќи ни се свежи од синоќа, во 62 локални и регионални радиостаници вработени се 65 новинари. Значи ние во просек во една регистрирана локална ТВ станица и радио имаме од прилика од 1,05 до 1,69 вработен. Значи ние немаме ни двајца вработени. И од тука ние мораме веќе да почнеме да разговараме како ќе правиме измени во овој подсектор. Затоа што имаме огромен број, Европската унија не притиска теми од локално значење, како ние да работиме на теми од локално значење кога немаме ни еден просек, повеќе од немаме ни двајца вработени новинари по просек во еден локален и регионален медиум. Онлайн просторот. Често и нам, и мене, и тебе ни се случувало, и дома сме ги разговарале сите овие работи. Ќе дадам отказ, ќе отворам сајт. Не е така. Сега можеме да зборуваме зошто не е така. Затоа што од 698 наши колеги кои работат во онлайн секторот, половина се со подпросечна плата. Само 39% се ги уживаат правата од Законот за работни односи или се вработени на полно работно време. Имаат придонеси. Им се плаќаат надоместоци. Колку проценти? 39. 40%. Значи, од тројца наши колеги во онлайн секторот, двајца се во прекаријат. Значи, работат во непропишено работно време, не повеќе, не знаеме колку. Во воопшто непропишено работно време. Работат во услови кои надвор од пропишаните услови. Не им се исплаќаат придонеси, нема здравствено, нема осигурување. Воопшто, каде ќе одиме, ако говорат бројките? Да, и на нив отпаѓа 20% од вкупниот број на новинари и медиумски работници кои работат во онлайн секторот. Но сепак, зборуваме за отприлика некаде околу 2700 до 3146 нашата индустрија опфаќа, односно луѓе кои се грижат за информацијата, кои се грижат за унапредување на демократијата, кој да ја одбереме формулација колку сме ние важни. И нормално, тука ни се наметнуваат прашањата како се во ова ние да го поправиме. Кога сме грешеле или кога не сме се грижеле за правилни политики и законски измени 30 години, ние сега немаме магично стапче како да ги работите промениме, но добро е што дојдовме до овие сознанија за да можеме да размислуваме во која насока да ги менуваме работите. Ние сериозно треба да се позанимаваме со локалните, регионалните ТВ и радио станици. Затоа што веќе и имаме обврска на тие луѓе да им помогнеме. Освен што се платите ниски, освен што работат во прекаријат, прекршени им се работничките права, тие не може да понудат квалитетен производ. Нормално ќе влеземе во финансиите. Се тоа, потоа оди во интерферира кон финансиите, како да се зголемат платите, како да се анимираат младите да се вработуваат во оваа индустрија, како после овие бројки ние да очекуваме и да бараме некого на пазарот. Имаме состојба на факултетите на новинарство, например, не се запишува никој веќе. Минатата година беше, оваа година се очекувам да не се запише никој. Да, ако лани се запишува. Значи никој веќе не сака да работи како новинар. Зошто би работеле? Затоа што не им се нудат услови. Ние не можеме повеќе да се повикуваме на тие гесла, ја сакам професијата,
На крајот од денот се е поврзано со екзистенцијалното прашање. Ако екзистенцијалното прашање е решено, ти можеш да напредуваш, да се дообразуваш, можеш да стекнеш вештини, да се развиваш, да напредуваш во професијата, да учиш понатам. Меѓутоа ти, ако не можеш да дојдеш на своето работно место и немаш доволно средства, немаш доволно примања, на крајот од денот, колку и да трае твојот ентузијазам, во еден момент ќе заврши. Има еве да го да се договориме јас и ти како, а да не кукаме, да не сватат погрешно. Нормално. Еве да го објасниме ова практично за гледачите. Ние најчесто не викаат гледачите поради некакви своји проблеми, дали се тоа социјални, дали се комунални, дали се од правна природа, не е битно, не повикуваат да им го решиме проблемот и ние одиме на лице место. Но сега тие новинари што идат на лице место, за кои зборуваме еве дека се непријавени, дека се со подпросечни, со ниски примања и така натаму, сега тој новинар како може да има здрава позиција, да работи професионално, да се обеди сето тоа да го направи на вистински направилен начин, кога самиот тој ги има истите проблеми. Тој оди таму, сега за разлика треба да ги потисне. Да, тој од таа страна му се жали да речеме дека не знам, нешто е обесправен на работно место или некаде, а новинарот оди самиот е тој таков. Многу е тешко да изградите вистинска позиција. Па тоа е испреплетено во нашето вретено од нашиот ентузијазам и нашето присуство во професијата. Со години го поминуваме истото. И постојано сме во очекување и во надеж дека нешто ќе се промени. Јас припаѓам на таа генерација која не сакаше повеќе да чека нештото само да се смени. Затоа и партиципира во ССНМ, во синдикатот. Сега сум и председател. Одличен тим работиме во канцеларијата, анимираме секој и доаѓаме до тоа дека мораме да сме солидаризирани. Мораме да сме обединети околу еден исто прашање, околу еден ист проблем, за да можеме да ги извлечеме најдобрите решенија, да ги преточиме во предлози и да ги дадеме. И мене ми е драго што ние после X години можеме искрено да разговараме. Еве, затоа што поимањето на синдикатот беше погрешно во годините. Вие нешто барате да земете. Не, ние бараме да се договориме. Работникот е на едната страна, работодавачот е на другата страна, легислативата е гарант на сето тоа, а синдикатот е медијатор. Како тоа свето тројство да профункционира, односно да даде најдобри резултати. И ние работиме во таа насока и јас на моје огромно задоволство мислам дека имаме напредок. Констатираме од сево ова дека нас не е потребно покачување на платите или поминување на правот на просечната плата. Значи, нашата цел како синдикат е повеќе во медиумскиот работник да биде над државниот просек на плата. За тоа да го оствариме треба да има покачување на плати. И сега ние размислуваме како да дојдеме до покачување на плати, во исто време да направиме таков менеджмент на состојбите да не работодавецот се чувствува оштетен или да не му изискува финансиска импликација поголема од таа што може да ја даде. И нормално, пак во тоа свето тројство се повикуваме на владата. Еве, во оваа прилика нашите предлози полека ги ставаме и на хартија. Да. Имаме веќе 3, размислуваме за 4-та и 5 предлог пред да одиме директно до институциите, да го бараме тоа нормално во насока синдикат, работник, работодавач и го адресираме проблемот и велиме на сила од 1 јануари е закон кој вели дека има ослободување на дел од придонесите во раст на платите. Времена рамка е законот, но само во 3 дејности. Значи, владата одлучи, беше ноември или декември, веќе и нам ни лета сега времето, и се однесува на 3 сектори, тој текстилна индустрија, градежништво и угостителство. Доколку таму работодавачот ја покачи платата, ослободен е од персоналниот данок од 10% на покачувањето, нели? Да. Ако му е покачи 6.000 денари, само 6.000 денари има трошок, а нема да има плюс данок и одбитоци за пензиско и за социјално. Нема да му се зголемат и придонесите што треба да ги плати. Така, значи ќе покачи 6.000 денари, чисти 6.000 денари за работникот. И ние велиме во овој закон да интервенираме, освен дејностите на угостителство, текстилна индустрија и градежништво, заперка, издавање на медиуми или емитување на радио или телевизиски програми. Нека биде еден стимул, работодавачот да почувствува дека и за него има олеснување, ослободување, дека институциите се грижат за подобрување на овие состојби. Понатака, интервенираме во предлог на Законот за ослободување на плаќање на данок на личен доход.
со тоа што потребно е овде да се направи предлог за донесување на закон, каде што ќе ја опфаќа нашата професија. И ние не одиме ништо повеќе, за да не дојдеме во колизија со ниту еден закон или да не настанеме во еден момент да си создадеме уставна пречка и велиме онаму каде што е допросечната плата или надпросечната плата. Ако е допросечната плата зголемувањето, да биде целосно ослободено, ако е надпросечната плата, да има ослободување во градација на данокот. Нели, сепак на крајот од денот не да имаме баснословни суми за плати, туку да го добиеме она што го заслужуваме или она кое што ќе не обезбеди екзистенцијата и ќе не ослободи да работиме, да нудиме квалитетно новинарство, што на крајот од денот нашиот продукт оди во етер, е за сите. Да. Значи, мала дигресија тука, само ќе продолжиме со предлозите, но во поглед еве да речеме, кога зборуваме за просечната плата, ние тука правевме анализи во студиото и со други представници кои се занимаваат со таа проблематика, дека во ред просечната плата, но во поглед на потрошувачката кошничка, таа е намалена. Значи, иако е покачена просечната плата, покачена е многу и потрошувачката кошничка, па така тие пари не стигнуваат. Ние зборуваме за нешто што, значи, треба да обезбеди некаков минимум за функционирање, не зборуваме за никакви луксузи. Во еден период, во еден квартал, пред минатиот 14% беше инфлацијата на државно ниво, сега мислам дека е 9 во моментот. Меѓутоа, кога ние ги направивме пресметките, синдикатот дојдовме до 48% девалвација на нашите примања, односно безмалку половина од нашите плати се одлеа на инфлација и на пораст на потрошувачката кошничка и животниот стандард во целост. Значи ние ако сакаме да сме во корелација со реалноста, ние треба да бараме и очекуваме покачување од безмалку 50% на нашите примања, за да можеме да ќе надминеме државниот просек, кој и самиот констатираше не е реален, не соодветствува со реалните животни трошоци. Меѓутоа ќе направиме сега на крајот од денот мораме да бидеме реални. Ние оваа проблематика не ја работевме со години. Се се одвиваше стихино. Без нашите работодавци немаа сериозни систематизации, немаа планирање на нашите работни мести, односно каде што се предвидува раст, каде што се предвидува унапредување, дали тоа унапредување повлекува финансиски импликации, па дали тоа ќе им го промени годишниот буџет. Целиот систем се тркала се уште. Затоа велиме ние кога приоѓаме и кај работодавците велиме дајте да изработиме здрава систематизација во која вие самите ќе си ги предвидите трошоците во иднина. Да не се доведуваме ние во ситуација со персонални решенија не му покачете моја платата. Не, таму ќе биде пропишено точно во работното место кога после колку години поминати на тоа работно место добива унапредување и добива повисока плата. Значи, ако се работело плански, се работи плански, ние немаме, можеби да имаме потреба денеска да ги зборуваме овие работи, да доаѓаме до вакви фрапантни сознанија. Меѓутоа, да не забораваме едно нешто. Ние работиме во приватен сектор. МРТВ и МИА ни се единствените два државни медиуми. Во МРТВ знаеме како е финансирањето, 0,9% од финансиските приливи на годишниот предвидени за годишниот буџет, 5 милиарди оваа година, 42-3 милиони треба да се слеат на сметка на МРТВ. И таму може лесно да се донесе одлука за покачување на платите на инсистирање на синдикатот во согласност со растот на потрошувачката. Да. И некаде околу 10%, па 7, на два пати се покачува платите. Во МИА издействувавме 17% покачување на платите, меѓутоа нормално со владина интервенција во дотацијата за трошоците на МИА и таму лесно. Сега зборуваме за приватниот сектор, во кој што работиме јас, ти и сите останати, односно без малку негде околу 70% од вкупниот број на вработени во медиумскиот сектор. И пак ќе дојдеме до прашањето, ние толку се парите, нема средства во ред, и тоа е нормално, ако се планира работата и обемот на работа се испланира толку во согласност со можностите на работодавецот, односно со можностите за средствата кои планира да ги одвои. Меѓутоа, доаѓаме до проблем. Кога апетитите растат,
Ние треба да се мултиплицираме затоа што нема плюс уште еден вработен, нема потребен вработен на дадена работна позиција и ние доаѓаме во ситуација да работиме мултитаскинг, да работиме повеќе работни позиции за истата плата која не расте и на крајот од денот сите заедно сме во иста индустрија и работодавците и вработените, индустрија која тоне. Односно, правиме производ, на крајот од денот пазарни сме, тој производ треба да го понудиме и да го продадеме, тоа е нашето време во кое правиме содржина и нели нудиме простор за реклама. Ни се одлеа во интернет просторот на платформите YouTube, Facebook или Google. Да. Ни се одлеа и тука ние сме целосно реални. И овде сега, кога досега зборувавме за работниците, треба да зборуваме и за работодавците, мораат и они да ги променат состојбите, односно почнат да размислуваат во друга насока, дека начините и изворите на финансирање мора да се променат. Дека повеќе тешко е да понудиме производ, да го продадеме по добра цена и да се покријат трошоците и да растат платите. Значи, мораме да размислуваме како веќе тоа што одамна го прават нашите колеги во индустријата од светот, сабскрајбингот, платеното новинарство од самите граѓани, донациите, подлежат и донациите на одоночување, така што веќе мораме да размислуваме за промена на концептите на финансирање. Да, но ова што го кажавте, интересно формулацијата која ја употребивте дека секторот тоне, ми се чини дека заедно со тоа тоне и квалитетот и дека тоа го приметуваат граѓаните. Значи, причините се многу од ова што ги детектиравте и вие, од работењето на повеќе позиции, до платите, до стандардот и до тоа што тоа доведува до недостаток на работна сила, реален недостаток на квалитетни луѓе кои сакаат да бидат новинари и новинари стануваат луѓе кои се, ајде да речеме, не ги исполнуваат секогаш критериумите и гледаме дека полека тоа ниво на квалитет тоне, само се намалува, но мислам дека тоа граѓаните го приметуваат. Не е дека не го приметуваат. Ако кога велиме граѓаните го приметуваат, ние имаме и можност сето тоа да го измериме. Ние имаме рейтинзи, ние имаме гледаност, ние имаме читаност, ние знаеме нашата публика каде е и како не препознава. Да, влијат многу состојбите во однос на рейтинзите, меѓутоа јас ќе се согласам со тебе дека квалитетот не е опаднат и тоа е затоа што го зголемивме квантитетот и тоа со недоволен број на кадар, на доволно луѓе. Произведуваме содржини повеќе од доволно, кои не се квалитетни. Граѓаните тоа го приметуваат. Онлајнот ги даде, интернетот им даде секому можност да може веднаш да не свичне, да се префарли на друга платформа, да се пушти добар филм. Секој станува новинар па и на некој начин. На некој начин и така и е и по учебник е така дека секој кој може да сподели информација, да обработи информација е новинар, нели, таа најопштата дефиниција, собирање, прибирање, обработка, емитување на информација, тоа е новинар. Некој се водиме по најопштата прифатена дефиниција за новинарот, меѓутоа не е тоа новинар. Новинар е кога го прави сето тоа најмалку 5 до 10 години во контекст. Е тоа што е новинар, јас така велам, тоа е новинар. И кога професионално се занимава со тоа. Кога според таа дефиниција работи подолг период, работи со луѓе кои веќе има стекнали искуство, стекнува он нови вештини, работи според етичките кодекси, 17 точки напишани на зидот му стојат на глава секој ден, не се соочил со ниту една тужба за клевета и наврада, има најмалку 3 информации во содржината која обработува, тогаш да, така е новинар. Меѓутоа, не е само новинар ако ние сликнеме сообраќајна несреќа со мобилниот на патот преку. Тоа не прави нас новинари. Затоа што кога тоа ќе го направиме, ние не знаеме дека според самиот тој не знае дека по етичкиот кодекс не треба да се оддаваат здравствена состојба, дека не треба да се оддава идентитет, пресумција на невиност. Еден куп работи кои ние се секојдневно ги третираме во нашата работа. Нема да го промениме квалитетот и нема да го подобриме квалитетот додека не седнеме на иста маса и не се договориме во која насока ќе одиме. Интернетот ни даде огромна можност и ние сме сега заблудени затоа што овој простор е ограничен. Јас и ти имаме само 30 минути. Ќе оди во друга програма. Меѓутоа, кога јас и ти сега разговаравме на интернет, можеме беседи цел ден да држиме.
И ние забораваме дека така продуцираме повеќе, но е неквалитетно. Интернетот ни направи дефокус, дека ние можеме да создаваме бесконечно содржина, дека секој може да е интернет. Дека можеме се да кажеме. Се да кажеме и секој ден, но и да не подлежиме на одговорност, дека е кажано во интернет просторот. Меѓутоа, ако мислам дека ги следиш и ти последните сознания, одново во анкетите на NDI ли беше, граѓаните одново се враќаат за основното базично информирање кон телевизиите. Затоа што на интернетот кога ќе отвориш една вест на Time МК 1164 надписи, од кои повеќето се плагиат. Да. Нешто велиме копи-пасте, 90% исти надпис, да. И луѓето како стекнуваат искуство со медиумска писменост на интернетот, сватија дека има таму премногу содржини кои не се точни и квалитетни, а сега одново им веруваат на телевизиите за основното информирање. Многу често се случува кога првиот ќе сгреши и потоа сите го препишуваат исти текст, Домино. сите ја пренесуваат истата дезинформација. Домино ефект. Да. Меѓутоа и самите наоди говорат дека луѓето одново се враќаат на телевизиите како основно информирање. Тоа ние да не бидеме замла дека не седат и не гледаат по цел ден со делинското во рака. Не, туку читаат се и се што на интернет, но се враќаат кон телевизијата за да си го проверат тоа што го виделе како информација таму. Тоа кажува уште нешто, дека се уште се држиме до стандардите. Дека интернетот се уште е во нерегулиран простор. Се уште нуди многу неквалитет. Така што ние веќе колку интересно, ние веќе зборуваме за artificial intelligence, ние зборуваме за AI на интернет. Ние луѓе на интернет работат, па не можеме да дојдеме до квалитет. Сега алгоритми ќе нудат квалитет. Далеку сме од тоа. Кога зборуваме за тоа, за регулацијата, многу се зборуваше порано за тоа, нели, кога прв пат се спомна регулација на интернет просторот, некако најголем дел од новинарите инстинктивно беа против. Значи зборуваме пред 10 години. Некако сите така најголем дел па тоа е цензура, може ована, но како поминува време, мислам дека сите го сменија мислењето. И дека сега па обратно сите се за регулација, бидејќи видовме во меѓувреме што се случи. Јас уживам да дам одговор на ова прашање. Прво, регулација е толку широк термин и ние си го вдомивме од страв. Ние автосугестивно си го вдомивме регулација. Нели во едни други времиња, по еден политички контекст бевме други и ние бевме во постојано изложени на страв од постоечки или непостоечки непријатели закана и ние си го вдомивме тој термин. Меѓутоа, ајде да го викаме регистрација. Ако зборуваме за регистрација, не е полесно денеска да зборуваме. Ајде ако зборуваме за финансиска, економска регистрација. Еве нека не е по стандардите, нели имаме два столба ние. Економско, социо и професионални стандарди, главните наши два столба на професијата. Ајде да ги замислиме вака работи, дека што СС нам инсистира да бидат кога ќе одиме во регистрација во измените на законот за медиуми, затоа што не верувам дека денеска ќе успееме и таа тема да опфатиме, ние ќе инсистираме да има регистрација во глава онлайн простор, минимум еден вработен. Редовно пријавен, јас одам и дотаму, не знам, кај се изроди сам, дека биде со 5 години, со 10 години или дипломира. Вработен. Тоа е регистрација. Што има тука страшно? Осниваш медиум, а не сега оснива медиум, ние не знаеме кој некаде фигурира од Маđарска, од Австралија, домеини, упади ни прават во паблик сферата, во јавната сфера. Така што, ние треба прво да почнеме да зборуваме за регистрација, таа регистрација да биде базична при основањето од централен регистар, па и нека биде, јас велам и шифрата на дејност ќе ја додадеме, ќе ја лесно се додава, ќе конципираме, нели, како сега што ни е издавање за нас телевизиите, медиумите, радијата, ќе се биде за онлайн добро ќе ја формулираме, еве да не мора да ретерираме со зборови сега, ќе се консултираме. И ние кога ќе направиме на регистрација, веднаш ќе ги одвратиме оние кои сакаат да прават упади пред избори со портали, да се докопат, дочепат до овие парите од кампањите. Од кампањите. Значи, ако ги поставиме работите на добри нозе, на крајот од денот ние можеме да ги препишеме и професионалните стандарди. Почитување на етичкиот кодекс, објавен над зидот, над вратата, надворна. Се може. А ние размислуваме за регистрација и ќе биде регистрацијата. И не е тука ништо страшно. Она што многумина луѓе кои мислат дека тоа е така лесно, еве ова што го зборуваме сега, јас ќе отворам портал, ќе напишам вака, ќе напишам така, кога ќе дојде до моментот
дека треба да се потпишат на тој текст, да го стават своето име и презиме на увид на јавноста, тогаш сваќаат дека тоа и не е баш така едноставно, лесно и наивно, нешто што ние го правиме секојдневно, но ние го правиме бидејќи немаме проблем, бидејќи работиме според стандарди. Ние немаме проблем да го ставиме нашето име и презиме. Воопшто никогаш не сум имал проблем, претпоставувам и ти, не сме се довели до таква ситуација. Не ни размислуваме. Ги знаеме правилата. Да, не ни размислуваме ние на тоа, да. Работиме. Но тие кога ќе се соочат, тогаш ја разбираат тежината од тој момент. Имавме неказнивост. Сега мораме да си признаеме. Имавме долг период на неказнивост, на несанкционирање. Па ние уште се соочуваме, не можеме да продреме до јавното обвинителство дека заканите во онлайн просторот. Да не бидам вулгарен, особено нашите колешки кои се соочуваат. Како викаат на пријава полицајците? Сте се опцуле на Facebook, те опцуле на Facebook. Така пцовка ти дале на Facebook. Да. Или те навредил нешто. Те навредил на Facebook. Ајде голема работа, нели? Да. Имавме неказнивост. И таа неказнивост не доведе до тоа да поединци мислат дека може да профитираат, дека може да остварат некакви си интереси, ако формираат портал информативен, да бранат туги интереси, рекетираат и такви состојби имавме. Имаме и процес се водеше и пресуда. Меѓутоа, за да ги одвратиме, мораме да направиме регистрација, мора да има казнивост. Тоа се двата главни елемента. Ако не работиш, го кршиш законот за граѓанска одговорност, клеветиш, навредуваш, кривичната одговорност да не зборувам, ширење на ксенофобија, говор на омраза, навреда, дискриминација, расна, полова, политичка и така натаму. Мислам да не биде никој во заблуда. Ова не го зборуваме дека новинарите треба да одговараат. Секој граѓанин кој партиципира во онлайн просторот подлежи на граѓанска одговорност законот. И не знам зошто уште никому, знам зошто нема јасно секому, затоа што имаме таа неказнивост. Кога по IP адреса и корисник на интернет, нели закупен интернет кај кого, ќе стасуваат прекршочни пријави на адреса како сообраќајните прекршоци, малку поинаку ќе биде во интернет просторот, нели? Но има и еден проблем, бидејќи таа неказнивост и тоа што се случува на интернет просторот, сите тие луѓе кои се представуваат како новинари, а де факто не се новинари воопшто, тук се нешто друго секогаш, фрлаат лоша сенка и на нас, бидејќи граѓаните потоа генерализираат, не гледаат сите исто. За некои многумина кои не се едуцирани, тоа е исто. Некој напишал некаде, вие новинарите, вие видите што правите, вие сте сите исти. Унифицирање механизам ние сме одговорни. Колку често ни велат нас на улица, кажете тој Маријан доказ дека не е новинар. Меѓутоа, јас постојано велам, не треба ние да кажеме, затоа што доволно ние да од наше уста изговориме, Сеат, Пајо, сите наши колеги, ние веќе го легитимираме. Затоа што не е прво и наша обврска да го санкционираме и да се оградиме. Ние немаме потреба да се оградиме. Сторил граѓанска одговорност, прекршочно, сторил кривични дела, одговара. Како и секој граѓанин во Република Македонија. Ние не сме повеќе граѓани. Јас не знам како се издигнавме на тој пиедестал. Не знам, можеби ти си размислил, ваќе не сме разговарале при. Како ние се замисливме дека добивме печаток дека ние сме повеќе граѓани. Не, сите одговараме пред законите на Република Македонија. Ние се работиме на професија која треба да се работиме, тоа е толку, да. Да. Па што правиме ние кога погреши еден лекар? Што правиме ако погреши полицаец зелено место зелено, црвено крене палката? Па сообраќајни незгоди ќе се случат во истиот момент. Значи секој одговара и ние одговараме. Ние не треба да едноставно треба да сватиме дека ако не ги работите како што се пропишани, дека одговараме. И затоа бараме јасно, чисто и прецизно јавно обвинителство. Да процесуира како што треба. Тоа е нашата борба таму. И за крај, мислам дека него начнавме ова прашање дека Европската комисија нотираше дека е потребно подобрување на дијалогот помеѓу синдикатите и владата за изнаоѓање на прифатливи решенија. Никако ми се чини како да ова влада има некој таков интересен став, ајде да речеме,
немаме реално некакви проблеми со слобода на говор или со репресивни мерки и така натаму, но па Но и немаме ни медиумска стратегија. Да, но и немаме стратегија, ниту па нешто, некаква поддршка, како да тоа Ни акцијски план немаме за медиуми. Така Немаме остајно да лебди, да. Да, имаме некој закон за медиуми 2013, да менуваме, препораки има од експертската група неу. Ќе видиме во втора фаза да менуваме аудиовизуални, ние колку закони имаме. Сега имаме 2 закони. И ако го ставаме ЗРО, кој во него партиципираме многу малку, ние имаме 2,5 закони вкупно кои ја регулираат нашата професија. Добро, ајде да не бидеме се критички се смени тоа во собранието, например за кривично, да. кривичен Наше закон, лично за барање напад. беше. Да. Има некои работи кои се помрднати, но сепак зборуваме генерално, да. Значи, имам говорено и ова доста често и надвор од земјата. Значи, нас не се потребни измени во законот за медиуми. Работа заедно со ЗНМ, неуморно се работи на таа. Имаме и препораки од експертска група на ЕУ која ја делегираше и нормално ја задолжи да ги лоцира проблемите. Во законот за аудио и аудиовизуелни услуги треба да се менува. Меѓутоа, од една страна, пак ќе речам, ако многу штета направи претходната политичка констелација, оваа не сака ни воопшто да партиципира, дали од страв да не погреши, дали од страв затоа што ги има истите интереси. И ние секогаш кога седнуваме да разговараме за концепирање добро на нашата професија, на крајот од денот ни се сведува колку пари да завршат во медиумите. И единствено што се грижи секоја власт во оваа држава е да биде гарант на тоа прашање. А доколку не сака и ретерира да го тоа одобри, бега. И ние всушност немаме диалог. Каков диалог? Ние немаме диалог, нула, затворено прашање. Ние немаме диалог. Затоа што ние секогаш кога ќе влеземе во диалог, влегуваме во диалог само како да се финансираат медиумите со државни пари, нормално. И мисля дека тука завршува. И тука завршува работата. И ние кога еве се напад имаше малку, искрено овој министер Азир Алиу покажа иницијација околу одредени теми и прашања. Меѓутоа и самиот, кога виде колку е сериозна проблематиката, колку сме далеку од решавање на проблемите, мислам дека се обесхрабри. И затоа што, пак ја кажам, со години не ги решаваме проблемите. 2013 година, декември, јануари донесовме 2014 закон за медиуми. Во законот за медиуми единствено што се препишано некои терминолошки описи дадени на неколку страници. Ништо не значи тој закон од денешно, после 11 години. И ние сега треба да разговараме за цела глава онлайн медиуми, треба да разговараме каде е главата уредништво, со кое сопствеништвото ќе го тргнеме на страна. Ние треба да ставиме цели нови глави, односно ако промениме 2/3 треба и нов закон за медиуми да имаме. И најверојатно така ќе се испостави дека ќе имаме толку многу заменување во постоечкото законско решение, што законски наложува да имаме нов закон за медиуми. И нормално од другата страна имаше Европската унија, декларациите, они кои ги носат одлуките, они кои ги носат. И ние мораме да се усогласуваме. Ние 11 години немаме една буква променето во закон за аудио и аудиовизуелни медиуми. И ние немаме ни редовна смена во агенцијата. Ниту во МТВ. Ниту во МТВ. Да, во МРТВ. Добро, Беловски, се надевам дека не ги заморивме гледачите со зборување за нашите проблеми, но мислам дека доколку добро ја разберат работата, во крајноста зборуваме за нив, не само за нас. Значи, ова е една заедничка борба. Они губат. Ние сите како граѓани, крајот од денот, јас кога сум слободен, ти на вести, тебе те гледам. Ние губиме како граѓани. Да. Беловски, ви благодарам. Благодарам се. И со ова интервју го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата на вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24. За бргу почнуваат вестите.